Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Рибократството на Охридското езеро е во опаѓање. Зачестените контроли на полицијата и концесионерите даваат резултати. Мерните станици регистрираат високи нивоа на аерозагадување на брегот на езерото. Нови услуги од Фондот за здравствено осигурување достапни на националниот портал услуги.gov.mk. МВР предупредува на нови дигитални измами, граѓаните да не наседнуваат да даваат лични податоци. Шефот на НАТО Марк Руте на разговор со Трамп ја смири топката за Гренланд. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме променливо облачно време со повремени сончеви периоди. Дуваше до умерен ветер од јужен правец. Дневните температури беа во благ пораст. Минималната изнесуваше -1 степен, а максималната дневна 6 степени Целзиусови. Во Охрид утре предпладнек има појава на магла. Во текот на денот ќе превладува променливо облачно време со сончеви периоди. Минималната температура ќе изнесува 0 степени Целзиусови, а максималната дневна ќе се искачи до 9 степен Целзиусов. Во Македонија утре ќе превладува променливо облачно време со подолги сончеви периоди. Предпладне по одделни котлини ќе има појава на магла. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од -2 до 2 степени, а максималните дневни од 6 до 10 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Зачестените контроли на полицијата и рибочуварите од концесионерите даваат резултати. Рибократството на Охридското езеро е во опаѓање. Иако дел од рибниот фонд се стабилизира, состојбата со Охридската пастрмка и натаму останува загрижувачка. Рибократството на Охридското езеро во изминатиот период е значително намалено. Според добрите познавачи, ваквата состојба е резултат на зачестените контроли и координираните активности на полицијата и рибочуварите од концесионерите за стопанисување со рибниот фонд. Засиленото присуство на терен, особено во критичните периоди за мрест, придонесе за поголема заштита на езерото и намалување на нелегалниот излов. Рибарите велат дека контролите се почести и поефикасни, што веќе дава видливи резултати. Имат поголеми контроли, концесионерот како за рекреативен, така и за стопански риболов. Стопанскиот риболов имат повеќе зони, а за рекреативниот риболов е цела зона од Светинаум до Радожда. Така да мислам дека имат помалку рибократци према ова што го гледаме, што се најават порано, можеше да се види во една недела 2-3 акции да се фати некој рибокрадица, можда во еден месец, 2-3. Сепак состојбата со Охридската пастрмка и натаму останува загрижувачка. Иако има присуство на други видови риби, пастрмката се уште е под сериозен притисок и потребни се дополнителни мерки за нејзина заштита и обновување на популацијата. Охрид и Охридското езеро, значи го нудит тој вид на риболов, дали спортски или рекреативен риболов. И можам да спомнам дека Охридското езеро е доста богато со плашица, клен, краб, белвица, мрена, така да за секој љубител што сака да дојде тука, може да си фати. Континуираните контроли и строгите санкции за прекршителите се клучни за долгорочна заштита на рибниот фонд. Во неодамнешната полициска акција кај село Пештани беа фатени 2 жители, додека нелегално ловат риба на Охридското езеро. Беа пронајдени 6 рибарски мрежи со вкупна должина од 720 метри, како и улов од 585 парчиња белвица, со вкупна тежина од 106,8 килограми. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков оствари средба со амбасадорите на Турција и на Шпанија во Република Македонија. Градоначалникот Кирил Пецаков во својот кабинет оствари средба со амбасадорот на Република Турција во Република Македонија, неговата екселенција Фатих Улсој, кој беше придружуван од почесниот конзул на Турција во Охрид, Абдурман Байректар. На средбата високите дипломатски представници упатиле срдечни честитки до градоначалникот Пецаков за неговиот нов мандат со надеж дека соработката на општина Охрид и турската амбасада ќе продолжи во иднина во повеќе сфери на општественото живење. Градоначалникот Кирил Пецаков оствари средба и со амбасадорот на Кралството Шпанија во земјава Рафаел Сорантино Ортис. На средбата се разговарало за актуелни теми околу реализацијата на важни инфраструктурни проекти, како и за можностите за зајакнување на заедничката соработка во областа на туризмот и културата, информираат од локалната самоуправа. Општина Струга ќе учествува на меѓународниот саем за туризам ЕМИТ 2026 во Истанбул, кој ќе се одржи од 5 до 7 февруари.
Овој саем представува исклучителна можност за промоција на туристичкиот потенцијал на Струга на меѓународниот пазар, нудејќи простор за нови соработки и проширување на професионалните контакти. Од општина Струга ги покануваат сите хотелиери, туристички оператори и работници од туристичкиот сектор во Струга да бидат дел од штандот на општината во рамки на Министерството за култура и туризам, било со директно присуство, било со промотивни материјали, што ќе придонесе за зголемување на видливоста на Струга како уникатна туристичка дестинација, позиционирајќи ја на мапата на меѓународниот туризам. Рок за доставување на промотивни материјали е до 30 јануари 2026 година во одделението за туризам при општина Струга. Нови 4 услуги од Фондот за здравствено осигурување се достапни на националниот портал услуги.gov.mk. 3 од нив се наменети за физички, а една за правни лица, информираат министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски и директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски на денешната пресконференција во владата. За физичките лица воведени се следните електронски услуги: потврда за пријави и одјави во задолжително здравствено осигурување, потврда за осигурено или неосигурено лице и платен придонес, потврда за исплатен надоместок за плата за време на привремена спреченост од работа. Првпат за правните лица овозможена е електронската услуга за издавање потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, целосно дигитално и достапно во секое време. Беше нагласено дека станува збор за услуги што директно го поедноставуваат пристапот до важни документи, го намалуваат административниот товар и го елиминираат непотребното чекање и физичкото присуство на шалтерите. Дополнително, Фондот за здравствено осигурување од денес е и технички поврзан со Централниот регистар на населението, што овозможува автоматско превземање релевантни податоци за граѓаните. Обид за дигитална измама. Не наседнувајте на лажни електронски пораки во име на директорот на Бирото за јавна безбедност и од единица за сајбер безбедности, предупредуваат од Министерството за внатрешни работи. Во Министерството за внатрешни работи пристигнуваат пријави од граѓани за добиена електронска порака, наводно во име на директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, во која се даваат насоки за 24 часа да се оди до полициска станица или да се испрати повратен имејл, бидејќи наводно примачот на пораката е предмет на кривични истраги за низа измислени кривични дела кои ги нема сторено, како детска порнографија, педофилија и трговија со дрога. Целта е примачот на пораката да се регистрира преку мејл и да ги даде неговите лични податоци. МВР ги известува граѓаните дека станува збор за лажна порака која не е испратена од страна на Бирото за јавна безбедност, МВР, ниту од одделението за сајбер криминал и безбедност. Овие електронски пораки се класичен обид за измама во кој целта на измамниците да дојдат до личните податоци на граѓаните со цел нивна понатамошна злоупотреба. Покани до граѓаните за истражни постапки од страна на МВР не се испраќаат преку мејл и доколку внимателно се прочитаат овие пораки, може веднаш да се забележат грешки во текстот во однос на тоа дека е направен со лош превод на интернет, со тоа и смислата на содржината на пораката насочува дека е измама. Од МВР апелираат на посебно внимание, овие пораки да не се отвараат, да не се контактира испраќачот и никако да не се споделуваат личните податоци кои ги бараат измамниците. Исто така предупредуваат да не отварате линкови и датотеки кои се испратени во прилог на било која електронска порака која доаѓа од непознат испраќач, со цел заштита на вашиот компјутерски систем од малициозен софтвер. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!